Да беше темата на овие книжевни разговори творештвото на Видое Подгорец, веројатно ќе кажав не благодарам, бидејќи се чувствувам недостоен да зборувам за неговото творештво, обемно творештво. Јас се изброив 97 книги негови, Сузана Мицева ме коригираше на бројка од 108. Тоа е импозантна бројка. Не само што е најплодниот автор во Република Македонија, туку еден од најплодните сигурно во Европа и во светот. Значи, нема да зборувам за творештвото на Видое Подгорец, туку ќе ви зборувам за еден мој многу драг спомен. Како дете, една од моите омилени книги кои ги имам прочитано, беше книгата Пинки го виде Тито. Беше тоа дел од лектирата, задолжителната лектира. Не знам дали знаете, но чинам дека преводот на оваа книга на македонски јазик го има направено Киро Донев. Така ли е, господин Донев? Така е. Каква има врска тоа со Подгорец? Сега ќе ви кажам. Значи, автор на оваа книга е Јован Попович, преводот го направи Киро Донев. Сакам, апропо насловот на оваа книга Пинки го виде Тито, да направам еден нов наслов. Ѓорги го виде Видое, или Калајджиев го виде Подгорец. Да, ја имав таа чест и задоволство да го видам Видое Подгорец, да другарувам со него, и тоа траеше само еден единствен ден. Еден од главните виновници за тоа мое видување со Видое Подгорец е и овде присутниот господин Киро Јанчев, кој беше дел од таа една убава организација. Се случија убави литературни читања, поетски читања на 3 места, и тоа во Основното училиште Гоце Делчев во Велјуца, каде што директор беше господинот Киро Јанчев, потоа во Василево и овде во Националната установа Центар за култура Антон Панов. На ово литературно читање учествува неколку познати македонски поети. Не знам како, и јас бев дел од тие поети, не бев познат, бев млад, бев само надежен, така и останав. И замислете, во тие поети, меѓу тие поети беше еден Тодор Чаловски, беше еден Јован Бошковски. Киро, помогни ми? Јован Котевски. Значи, Тодор Чаловски, Јован Котевски и тој, Видое Подгорец. И тројцата веќе не се помеѓу нас, не се меѓу живите. И јас бев дел од тоа читање, ми беше навистина прекрасно да се дружам со тие големи имиња на македонската литература. Велам, имавме 3 читања, и тој убав ден заврши во една култна кафана во тоа време, кафеаната Рубин во Струмица, која важеше за тоа време на собиралиште на струмичката боемштина. Случајот сакаше од мојата лева страна да седи Тодор Чаловски, од десната страна да седи Јован Котевски, а спроти мене да седи Видое Подгорец. Бев вкочанет, не знаев кај сум, ни на небо, ни на земја. Да се биде меѓу тие луѓе навистина гордост, но помалку и страв. Што барам јас тука? Достоен ли сум да бидам меѓу тие луѓе? Да видам очи во очи со еден Видое Подгорец. Навистина се чувствував нелагодно, бев вкочанет, имав трема, не знаев што да зборувам на масата. И тоа како да го почувствува Видое Подгорец, и ми вели: Ѓорги, да знаеш, ти си голем поет. Јас станав како црвено великденско јајце во лицето. Го гледав джашено и просто не верував на тоа што го слушам. Како тоа, велам, голем поет? Па вели, види го Јован Котевски до тебе, го нема 2 педи од земјата. Види го Тодор Чаловски од другата страна, исто таков. Види ме мене, каков сум, мал. Тројцата сме мали, а ти си толку голем. Шегата настрана,
И ми вели шегата настрана, навистина си добар поет и продолжи така. Тоа ме ослободи и поминавме една прекрасна вечер. Но да ви кажем право, помалку бев разочаран кога го видов Подгорец. Заради тоа што јас уште од дете сакав да бидам поет. Бев во некои филмови, имав некој прототип на поет, како треба поетот да изгледа. За мене поетот требаше да изгледа поинаку од сите други луѓе, да има брада, да пуши луле, не знам, да се однесува поинаку, да се облекува поинаку. И кога го видов Подгорец, да ви кажам право, наликуваше на службеник од некое предпријатие, некој административец, наликуваше на продавач од некоја бакалница, или наликуваше на стотици и илјадници луѓе кои ги гледам секој ден по улиците на Струмица. Беше навистина многу обичен, но беше многу голем. И тој спомен, тоа дружба со Видое Подгорец, никогаш нема да ја заборавам.